Почитувани гледачи, добро вечер. Добродојавте во 9-тото издание на емисијата Проверитас. Во ова издание ќе зборуваме за вестината и манипулациите, за медиумите што продаваат сензации, за политичарите што ја користат јавноста како пиар алатка. Ќе зборуваме за градот Скопје, за пропаднатите очекувања, за скрените игри. По тој повод, гостин во вечерашното издание на Проверитас е новинар, уредник, аналитичар, но пред се непомирлив критичар на лажниот патриотизам и медиумската сервилност. Некој што веќе 2 децении ги вознемирува оние што сакаат јавноста да остане во магла. Наши ваш гостин Цветин Чилиманов. Добро вечер, добро дојде во студиото на Проверитас. Добро вечер, благодарам за поканата. Цветин, одавна се немаме видено и официјално и неофицијално. Да. Со нетрпение го очекуваме разговорот, бидејќи следејќи те во твојот професионален опус годиниве наназад, секогаш си покренал интересни теми кои што побудуваат вака голема заинтересираност во македонската јавност. Еве на почетокот да проговориме за нашиот Теснав. Ти си долгогодишен новинар, аналитичар. Како би опишал состојбата во македонското новинарство денеска во овој момент? Па беше максимално инструментализирано во периодот на шарената револуција, не им беше лесно на многу медиуми, значи многу од нив се соочија со кривични истраги, со апсења, беа принудувани да се извинуваат јавно, значи огромни притисоци се трпеа, без притоа не само што немаше некаква заштита, поддршка од меѓународната заедница која што во минатото знаевме, дека многу гласно реагира во заштита на медиумските слободи, туку напротив, добар дел од нападите, притисоците точно доаѓаат од надвор. Но со текот на времето видовме дека злоупотребите, пропустите, неисполнетите ветувања на тој режим што се создаде во Македонија на ДУИ, на СДСМ во тие 7 години, толку се напластија, толку се намножија, што навистина дури медиумите колку и да беа заплашени, колку и да беа под притисок, не можеше да се сокрие тоа што се случува во Македонија, така да видовме истражувачки истории во меѓувреме, видовме и јавни критики, видовме и новинарите не предводеа, но можеби ја следаа јавноста, ги следаа граѓаните во нивниот револт кон тоа што се случува во Македонија, во реакција на отстапките на националните предавства што се вршаа, на општиот криминал што се вршеше. Така да новинарството не предводеше, но до некаде повеќето од медиумите не останаа неми и барем дадоа некој одек на чувствата на граѓаните, така и го добивме изборниот резултат во минатата година. И сега ситуацијата во моментов гледаме дека, например, еден од најмалигните влијанија во македонското новинарство беше надворешното мешање преку разни фондови, од една страна во голема мерка преку USAID, но и преку други соседни држави кои што директно финансираа медиуми во Македонија. Ти беше чинен жртва на една таква работа од 2018 година, кога ти се нафрлија сите здруженија. Организирани хајки тогаш треба да се на тој случај, нели? Кога мора да се замолчи, беше тоа, така. Кога мора да се замолчи нешто конкретно за референдумот за промена на името. Така да така функционира, нели, има комитети за одстрел. За руште постојат такви комитети за одстрел, тоа е еден друг систем, нели, од друго време, но тие рецидиви се останати. Гледам еден тренд, Чилиманов, каде што медиумската пропаганда, каде што патриотизмот служи, да речеме, како алиби за корупција и лични интереси. Оние луѓе кои што до вчера го не убедуваа дека патриотизмот е нешто лошо, заостанато назадно. Сега, нели, одат во таа приказна дека се големи патриоти, но трендот е дека го употребуваат патриотизмот како алиби за корупција и лични интереси. Што мислиш, колку е опасно ова за јавното мислење и демократијата во Македонија? Мислам дека јасно име на граѓаните дека кога гледаат такви ситуации на лажен патриотизам, дека тоа е смислено, не доаѓа природно од луѓето што го прават, туку дека е седнато со експерти за пиар, често пати странски експерти, политички експерти, дека обсмислено и се поделени улоги. Ти ке глумиш да си патриотот, ти ке глумиш дека си либералниот проевропски кадар, ти ке бидеш, нели, поддржувачот на малцинствата, на меѓуетничкиот карактер на државата. Мислам, јасно име на граѓаните дека во Македонија има една суверенистичка опција, тоа е ВМРО ДПМН, која што ги брани македонските национални интереси, се залага за тоа што
Македонија требаше да биде што уставно треба да биде држава на македонскиот народ, суверена, независна, самостојна, и дека другата политичка опција застапува оној дел од македонци така, урбани, постнационални, на кои што не им значи националното, не им значи верското, не им значи културата, идентитетот, и бидејќи се малцинство во Македонија, се издружуваат, бараат дополнителен квантум на гласови и обично го наоѓаат во етничките малцинства, пред се во најголемото етничко малцинство кај албанците, кои што наоѓаат заеднички јазик, бидејќи пак и на нив не им одговара силен македонски национален идентитет. Јасно е дека таква е поделбата политичка. Сега, за да биде ефикасен овој другиот дел политички, значи овој вештачки сојуз на урбани македонци, постнационални македонци плюс етничкото малцинство, за да бидат поефикасни кога напаѓаат оригиналната десна суверена национална опција, обично бараат да најдат некој така луѓе кои што ќе им додадат улога да глумат дека се поголеми патриоти, поголеми заштитници на македонскиот карактер од овие што се да речеме докажани, кои што меѓу другото имаат и бројки, имаат и присуство на терен и меѓу другото цела шарена револуција се покрена за ВМРО да биде срушена од власт, токму затоа што ги бранеше националните интереси. Од друга страна имаше еден збир на луѓе со различни идеологии, различни пристапи во животот, од верски водачи до поддржувачи на ЛГБТ заедницата и така натаму. А могу го кажа, целта беше да се сруши ВМРО. Она што мене ми е вака многу интересно во тој дел е дека покрај овој така наречен хибриден патриотизам, го нарекол јас, бидејќи да си патриот треба да го чувствуваш, да имаш тоа длабоко во себе, не се пренесува само на политичките структури овде во Република Македонија, туку во огромен дел сигурно се приметил дека тоа се случува и во одредени медиуми. Почна да се делат на патриотски и на непатриотски медиуми, како порано што се делеа на европски и неевропски, во еден период. Често пати, значи, зад превезот на патриотизмот добро знаат да ги протнат своите политички и финансиски интереси. Пример е, ќе ви кажам, Инфомакс е таков пример. На пример, каде што нели патриотизмот се користи за политички и финансиски интереси. Што мислиш, Чилиманов, овој тренд на ширење на целата оваа приказна патриотизам и во политички партии говорам, на кој што не им е природен, кажат идете ВМРО да помине, си го имаат суверенисти, си го имаат тоа во себе, се појавува и во политичките партии, и во одредени медиуми како професија, нели, патриоти, и тоа пред се и алтернативни медиуми како што се, нели, веб портали, подкасти и така натаму. Да не даваме пример од Македонија, да дадеме пример од други држави. Јасно е дека, например, во Унгарија суверенистичката опција на Орбан, кога ја напаѓаат, обично, нели, урбаното постнационалното гласачко тело, се обидуваат да им прилепат на нив да придобијат некоја националистичка опција, како што беше во Унгарија Јобик. Да има кој да го напаѓа Орбан, така, театрално, карикатурално, од десно, дека не ги брани доволно националните интереси, а при тоа, нели, јасно е на сите дека улогата на таа опција да го ситни десниот, конзервативниот глас, за да ја ослабне десницата. Добро, кај нас овде една политичка опција, ултралева, се прикажува како голем патриот во Република Македонија, што... Имавме такви опции порано, да речеме, во времето на шарената револуција, да речеме, Стојанче играше нека таква улога. Он беше поголемиот патриот, он правеше протести, правеше инциденти, ако не се лажам, меѓуетнички. Тоа пред Матева се закануваше и така натаму. Не е ништо ново, мислам дека веќе е видено. Таква нека улога и Лјупчо им играна во минатото. Додека не се истроше, нели, после некој време, и сега потребно е, откако ќе влезат на крај јасно веќе во коалиција со македонската опција која што ги распродава националните интереси, кога ќе влезат во коалиција со, да речеме, беа во коалиција со влада во која што доминираше албанскиот фактор и не можат веќе да ја продаваат таа приказна на патриоти, потребно да се најдат некои нови, други такви деца. Дури веќе јасно е дека се финансирани и помагани од дали од СДСМ, дали од ДУИ, мислам дека веќе тоа не никога. Во една изјава Зоран Заев и тоа го кажа, буквално, нели, во парламентот имаше една дискусија со Пасиев, кај што вели дали се сеќаваш или дали е точно дека ви дадовме толку и толку пари да го направите тоа и тоа за да го турнете ВМРО, ДПМН, како што кажува во целата таа работа, но
Она што мене како човек кој што, значи јас сум нели профилиран десничар цел живот и што и ти колку што ги знам твоите стави, тоа никогаш не сме го криеле, но она што идеолошки јас не можам да го разберам како човек современик кој што живеел на крајот на еден систем друг е таа идеолошка матрица која што денеска говори токму ова политичка партија. Кој им е дол на нив? Енвер Хоџа, Слободан Милошевиќ, Јосип Брос Тито ги потребуваат истите флоскули, истите изрази како комунизмот, Централен комитет, Политбиро, и се однесуваат исто како нив. Црвена буржуазија би рекол, нели, купуваат скапи коли, земаат големи плати, деловен простор, ама од друга страна ќе видите вие кулаци што ќе направиме, вие сте вакви, вие сте такви. Што е со таа идеолошка матрица? Не мислам дека има некоја идеолошка конзистентност, повеќе театар, начин како да придобијат повеќе луѓе да кликнат на видеата. Види, имаше објективно, реално имаше големо незадоволство кај македонците во мандатот на Заев. И сега ВМРО кој што беше под страшен притисок со апсење, со прогонство, кој што не го гледавме пак кај другиве опции, нели, на левица. Чудно. Флакна од глава не им фалеше од тој период. Напротив, напротив, дури активно учествуваа во прогонот врз ВМРО, значи беа ангажирани директно во СЈО, мислам. И се позиционираа така да придобијат еден помал процент, но за нив се пак доволен од тој оправдан револт. Сега во моментов кога гледаме дека имаме влада која што ги застапува националните интереси и внатрешно и надворешно, тој револт го нема, не постои. И нивната, иако да речеме, одбрале некоја улога да одиграат на, мислат дека ќе успеат да штрбнат нешто од крајниот десен квантум на гласови со викање, џавкање, со дури имаше некој физички инцидент нели во собранието скоро. Да, на неколку пати нели во парламентот се случи и сега со пратеникот од Прилеп имаше нешто слично. Да. Тоа како викаат демонстрација на сила од далеко. Не од близко. Така ќе се обидуваат, но некоја логичка идеологија нема, така да што може да генерира кликови, лајкови и да Facebook партија. Параат таква некоја огорченост во јавноста, која што веќе главниот генератор на таа огорченост е трнат. Или оно што ги создаде. Да. Кажем дали македонската јавност денеска е поподложна на манипулација или напротив повнимателно се чита условно кажано меѓу редови. Дали можеме лесно да го излажеме македонски? Не, мислам дека веќе не бевме излажани дури ни 2000 како беше 16, 17, 18 со изборите со референдумот, нели видовме дека СДСМ имал еден мал спинг на гласовите 2016, но сепак разликата мораше да биде надополнета со гласачки инженеринг во албанските средини, за да се приближат барем малку на ВМРО. 2018 видовме референдумот како помина, значи катастрофално за таа опција. Никој не беше изложен надвор од тие што нели професионално им зависи работата, што ги броја дека нели. Што е со твоите колеги кои што активно се вклучија во оваа пропаганда тогаш, кои што еве денеска лутаат со самите промени геополитички во светот? Па како малку незгодно како викаат, нели малку незгодно, нели? Види, не работат за гледаност, не работат за одјек од јавноста. Доскоро работеа нели за странски пари, за проекти од државни проекти, пари од бизнисмени тука. Сега тие фондови се сечат нели генерално. Веројатно бараат каде да одработат сега, како за кога, нели, како кој ќе се снајде се. Нова тезга. Како да се прави, мора нешто да се. Ајде да проговориме за една тема која што вака како двајцата како граѓани на град Скопје сигурно длабоко не засега. Токму она што се случува во градот Скопје представува еден интересен пат на очекувањата од големи ветувања до реалност што многу не сметаат за катастрофа. Како гледате на работата или неработата на Даниела Арсовска? Повторно како таков политички медиумски проект, измислен или да штрбне гласови од десно, да раситни гласови на партијата што ја избра, мислам, без која немаше никој ништо да биде нормално во државата. Пак таа театралност, како дисцентар да е седнато, да е обсмислено сето тоа, па дури е финансирано како да е дисцентар. Гледаме дека нели се напаѓаат едни урбани бизнис интереси, но се бранат други, така да јасно е дека има некој
Па, денове гледаме Цветин, денове гледаме како се поставува во улога на герила акции кои што ги прави, се шета со мобилен телефон, говори за диво градбина неколку месеци пред избори, го прави тоа тенденциозно на едно место, само не го проширува целиот тој. Дали вака ти како човек искусен кој што се бави долги години со новинарството, препознаваш тука одредени пиар трикови кои што се подготвуваат, дали некој стои за тоа што мислиш? Да, лажни солзи, пајдењова, не све смислам тоа. Јасно е дека се обсмислено и дека се детално доделени улогата како што е првиот пат кога изгледа со реториката, со начинот на зборување, на фразите што ги користеше, па ги сите по наредба, по налог ги повторуваа како што ќе ги изнесеше. Се гледа дека е производ одреден медиумски, без шанса нели да влијае на исходот на изборите во Скопје, но обид да направи максимално колку што може повеќе штета. Добро, да не даваме многу простор за некој што ништо не направил овие 4 години. Да, едноставно. Доволно е и ова што го спомнавме, што ја спомнавме. Ајде, кажи ми за нешто интересно нели се случува во последниот период на светската политичка сцена, во одредени прегрупирања, ресетирања. Ретко кој може во Македонија да си дозволи во овој период да постави правилни анализи за сето она што се случува. Многу се зборува за крајот на либералниот консензус и враќањето на конзервативните вредности. Еве конкретно за кај нас, дали гледаш сличен тренд во Македонија во последнава година, дали се случува нешто такво? Па во Македонија никогаш не ги не напуштивме тие вредности, имавме ситуации кога со сила ќе беше донесена владеачка опција која што ги напушташе и најслаба беше таа опција, например, кога се сеќавате на Мила Царовска, на екскурзиите во образовниот систем, кога се обидуваа да наметнат нешто што не проаѓа во оваа јавност, некои супер прогресивни видови на сексуално образование, на постродови некакви теории, дека нема машко, нема женско. Не знам што е прогресивно баш таму. Па, да, така, прогресивно во индек, тоа значи одиш напред, а кај ќе завршиш? Да, кај ќе паднеш. Прогресија, значи дека напредуваш. Сега одиш некаде, а каде ќе одиш? Ќе видиме. Тука беше презрено таа по принцип. Не има во Македонија доволно таква урбано заштитено од се население да може да го изгуби умот, нели, да се лета по такви приказни. Затоа е потребно, нели, цел живот да го поминеш во меурче, некоја да не се помачил ни за работа, ни за образование, ни за храна, ни за ништо. Тогаш може да се случи такви идеи да ти дојдат на памет, нели. Цел живот да го поминеш, знаеш ли чив сум? Да. Така викаат, нели? Тие луѓе ги има во Лондон, во Њујорк, во доволен квантум, ги нема во Македонија, дури најурбаното, најзаштитеното население пак мора да се соочи со реалноста неколку пати во неделата. Така да тоа тука не поминува, но на запад е навистина спектакуларно да се види пред се под напливот, нели, на миграцијата во западните држави, како полека им пукнува филм. Баш сега зборував со едни пријатели од еден од најлибералните градови во САД, велат, дури и тука се случува да изгласаме републикански представник на локално ниво, значи до таму е дојде на работава нешто што било незамисливо кај нас. По еден Кенеди, кога е веќе еден од главните протагонисти во Републиканската партија, а на времето бил символ на демократите, многу работи се јасни, нели веќе? Да, работничката класа која што гласала за Кенедиевци порано во целост имаат изгубено, значи тоа веќе незамисливо. Чесен работен човек што работи во фабрика, градежништво, камион, нешто, да гласа за оваа ваква каква што е структурирана левица, дали тука, дали на запад. Им остануваат млади, студентарија, јавна администрација, високо образовани, вработени во високо образование, пред се жени без семејство, без деца од урбани средини, значи тоа е веќе гласачкото тело на левицата и обавезно мораат да го надополнат со етнички малцинства, каде и да се, како тука, така и во Британија, така и во САД. И тоа е многу погубна гласачка комбинација за која што се повеќе, против која што се повеќе се бунтуваат овие што се да речеме нормалното гласачко тело, значи што мислиш дали оваа идеологија претера во агресивноста, па заради тоа не успеа во своите намери? Па допрва претерува, например во некои држави. На ВОК мислам, да. Трамп, не знам, 30 на кривични пријави со десетици кривични пријави против десетици членови на кабинетот и на потесниот круг на изборната кампања.
и 2 атентати. И протести од типот палење цели градови за фабрикувани. Значи, он има мини шарена револуција некоја периодов таму. Да, он има шарена револуција. Не е дека тоа мора да им признаеме. Тој ми кажуваат еден пријател од САД републиканец, вика барем не може да ни се љутите, не е дека вас ви го правиме ова што ви го правиме, туку гледате и дома си го правиме, па се извезува кај вас. Не теша така. Да, така не. Па а и така е, мислам, навистина и така е. Кажи ми, во Америка, го спомнавме, Трамп успеа да мобилизира широки маси преку една нова форма на конзервативизм. Што Македонија може да научи од ова искуство? Мора да признаеме дека е многу популарен сега за сега овој американски председател овде на овие простори, но овој негов систем на една нова форма на конзервативизам е нешто што не е неприродно овде во Македонија. Една работа што научи дека, не знам, има веќе јасен механизам меѓу медиумите, разузнавањето, бизнисот во САД, кој што активно работи да ги преврти изборите, да преврти волјата на гласачите, да до вечер до 2 сат са бајла Трамп ке води на изборите, одеднаш ќе му паднат гласовите, ке скокнат на против кандидатот, значи дека постои тоа што го викаат длабока држава таму. Ние дека бевме максимално свесни за тоа. Имавме закон за лустрација, шарената револуција почна со мистериозно добавени и обработувани снимки, со мешање од странство, така да мислам не е ништо чудно да се, ништо необично за нас да се каже дека постои таков одреден механизам, се појави обвинители однатре од службата, разузнавачки шефови, новинари кои што денес се охрабрија да работат на овој или на оној начин. Трамп во првиот мандат не направи ништо против тој механизам, напротив, максимално го изгуби конфликтот, борбата со него. Овој пат во вториот мандат делува многу поподготвена, оди ги напаѓа изворите на финансирање на тој механизам. Сега, например, до некаде тоа е, да речеме, за медиумите во САД, што е специфично, кој што го прават, тоа е финансирање преку од фармацевтската индустрија, затоа Роберт Кенеди Джуниор го прави тоа што го прави. Сето тоа води кон да се пресечат ненормалните текови на пари од фармацевтската индустрија кон медиумите. USAID беше очигледно механизам за кој што се потплатуваат политичари и тука, и новинари и активисти на терен, но добар дел од парите се враќале назад кај политичари во САД. Значи, тоа е нешто што веднаш го пресече. Харвард, големиот судир, добар дел од високото образование во САД, освен што е максимално политички идеологизирано, се користи кога се во опозиција, кога немаат државни работни места, високите представници на левата опција таму, да имаат за ветрина каде да се сместат. Значи, тоа се систематски одбрани точки кои што се користеле за финансирање, за подкрепа на овој механизам кој што со државни даночни пари ја подкопува демократијата во САД, Трамп едно по едно ги систематски ги напаѓа. Сега ќе видиме овој пат до каде ќе оди, сепак тоа не е нешто вчера создадено и не е нешто што лесно може да се демонтира. Можат и војна да му направат, можат и атентат да му направат, можат и крах на бирзата да направат, значи опасностите се големи. И сите ги видовме во овие. Да се надеваме дека овој пат ќе биде поподготвен. Токму за тоа би сакал да продискутираме моќта на реалната моќ на медиумите. Нели во првиот мандат имаше голем проблем Трамп, и во втората изборната кампања му се случуваше. Беше во еден период дури метана целосна цензура, онака му се случи непомиливо за 21. век, ги победи. Сега, што победи? Идеологијата или парите? Во случајов негови лични или пријателите кои што го помогнаа? Веќе се собраа неколку милиардери кои што, декларативно, а и на пракса покажуваат дека не сакаат општеството да продолжи во таа насока на демографски промени, економски склеротизам, назадување, туку дека сакаат динамични, здрави општества кои што ќе се развиваат. Да речем Илон Маск, Питер Тил,
Тоа многу отворено го кажуваат, сакаат затворени граници, сакаат здрава демографија на домашен терен, сакаат здрава конкуренција, енергетиката да се, енергенсите да се користат, да се развие роботика и нуклеарна енергија, инфраструктура и сето тоа што левата опција го закочува. Тие помогнаат, че Трамповите пари сами по себе не се доволни, но сепак во Америка има доволно силен развиен приватен сектор кој што може да се појават. Имаат они традиција на мали донации, значи може да се случи мала компанија во помало градче со 50 навработени и тие донираат многу, а нормално кога ќе излезе Илон со 50 милиарди да го купи Твитер, тоа апсолутно беше нешто што ја сврта работава, но пак или например да речеме и македонскиот бизнисмен Павловски со неговата компанија, за тоа што нели ја помагаат и големи други големи бизнисмени, кои што му дадоа платформа. Дали мислиш дека идеологијата му помогнава на Рамбл или Рамбл на идеологијата за екзистато дали се однесува? Што мислиш? Па тие само дадоа платформа за нешто што очигледно е дека е популарно кај најмалку половина од гласачкото тело, кое што навистина со сила мораше, со цензура мораше да се замолчува огромен дел од американската јавност, тоа најпродуктивниот, корисниот дел, да речеме, од општеството, кој што ја движи државата навистина напред, кој што произведува нешто, кој што луѓето со семејства, луѓе со собствени бизниси. Едноставно им беше потребно, или потребна државата навистина да отиде во длабок тоталитаризам за тие луѓе да се замолчат и се обидоа тоа да го направат, но очигледно се појавија пукнатини и наша среќа што Македонец беше вклучен во еден од клучниве моменти тука на тоа избивање на отпорот, на движењето на отпорот во САД. Па на некој начин и Твитер помогна многу победата на Доналд Трамп во Америка. Ајде да се вратиме малку во Македонија со нашата геостратегија, геоположба и тие работи. Велат некој како во една реплика од Среќанова 49-та, мислам дека беше, велат Македонија оставена сама да се снаоѓа помеѓу истокот и западот. Како беше на исток не отпишува, запад не запишува, како викава 49-то. Па се прв пат има шанса да не запишат, ќе видиме. Значи ние до сега не сме имали ситуација десна опција, патриотска суверенистичка опција во Македонија и десна опција во САД, да е на власт. Имавме поклопување година-две, да речеме, Груевски Буш. Имавме поклопување одредено со Камерон, но се покажа дека тој не е достоја, да речеме, на поддршката на десните опции во светот. Од друга страна, видовме безпрекорна, без поговорна, максимална поддршка од левите опции, Обама, Бајден, либералните опции во Европа, да речем, јако номинално десни, значи Меркел, односно пред Министерството за надворешни работи на Германија, британците, холандјаните, шведјаните, кон левата опција во Македонија. Исто така и нашите соседни држави и етничкото малцинство најголемо, апсолутна поддршка за левата опција, од разбирливи причини сакаат да се подкопа националната суверенистичката опција. ВМРО нормално ќе помогнат оваа страна што ветува дека ќе им испорача се што сакаат и им испорача се што сакаат. Се што може да замисли. Мислиш дека новата администрација на Трамп ќе биде проактивна кон Македонија? Па не ни треба да е проактивна, доволно да не остави на мира. Ништо посебно не бараме. Бараме да нема непринципиално, да нема веќе нефер, агресивно мишење во нашите внатрешни работи, кое што секогаш во минатото одеше во поддршка на една опција. Значи, да има еден фер однос према државата, кој што на крајот на криштата е во нивен интерес, бидејќи нив не им одговара да имаат НАТО членка во која што мнозинскиот народ во старт настапува кон Западот со одредена скепса и резерва и прашува чекај каде е сега кваката. Што ни смислила сега, бидејќи 3, 5, 7 пати веќе во минатото ништо не смислила, на помало или на поголем, повисоко ниво. Сега што сме на второ место, после Турција. Со што? Со приемот во таа Европска унија. Да. Сега за прв пат има можност, покрај САД, дури со Британија одреден стратешки договор да се развија. Тоа делуваше како изненадување, ма за сите во држава. Да, апсолутно.
Ама позитивно. Да. Мора да се Јас признае за нешто имав наслушнато, но јас не очекував додека не ги видов сумите за кои што се зборува и ева да речеме и до некаде издржаноста, нели? и изјавите изјавите и на британскиот премиер, и министрот за надворешни работи и амбасадорот кој што многу јасно кажа дека нема скриени агенди, дека тие пари се наменски за тоа. Нема логори, како ги вика, избеглици и сите тие останати работи. Тие истражувања ги брзо ги направивме, ги разгледавме, нели? Албанија која што максимална волја има да прими мигранти, до сега примила 100 луѓе, не поради отсуство на волја кај неа, поради судскиот систем во Италија кој што не дозволува такво нешто. Едноставно не може да депортираш човек, па не знам колку и да е десна опција на власт, ако поднел барање за азил, ако има дете, ако има било каква состојба. Формалности бирократски кои што дали држат сето тоа Во Британија механизмите судски се уште посил. Тоа нема теорија законски да помине кај нив. Дури еве Трамп успеа еден авион да прати во Ел Салвадор пред да на ниво на Врховен суд, и тоа Врховен суд кој што он го има именувано, да добие налог дека не смее понатаму. Бројките се непрактично едноставно. Така да, од друга страна, Македонија нели е на праг да добие потенцијален геополитички поддржувач, повторно велам. Не мора да бараме Бог знае што, како што нашите соседи барале, грците бараат да не избришат, да не нема. Албанците, нели, цел регион да се прекомбинира, граници да се преисцртаат. Бугарите дека сме нивни, а не сме свесни. Ние ништо такво не бараме. Бараме само да бидеме оставени на мира и мислам дека сме конечно на праг да добиеме нека таква ситуација. Суверенизмот велиш дека една од најбитните работи во зачувувањето на еден национален идентитет. Што мислиш, колку е важна културната политика во зачувувањето на македонскиот идентитет по оваа ера на глобализација? Ако ние по нешто во светот сме познати, сме најмногу по тоа. Види, дефинитивно има големо културолошко наследство кон целиот славянски свет, целиот православен свет, па и информирани луѓе, еве дури подаваат признание за антиката, иако максимален притисок беше извршен и максимални средства се вложија, таа тема да се уништи во Македонија, да се замре, да се затре, да никој да не смее да зборува за тоа. Дури имаме договор подпишано дека не смееме да спомнеме од антика, дека мора веднаш да дадеме признание на грците, дека антиката на нив им припаѓа, па повторно избиваат такви малце да копнешеве, нели во Битола сега имаат скоро нов антички град, град најдено. Американски медиуми известуваат за тоа. Иди запреги, иди забрани им да пишуваат сега. И многу интересно е за нив во Америка кај да копнеш диносауруси. Да. Кажи ми, може ли едно општество да напредува ако се откаже од својата традиција, од своите корени? Може, нели, таа идеја што СДСМ ветува економски просперитет без национална гордост, без национален суверенитет. Мислам, не го испорача ни економскиот просперитет. Тоа е јасно. Видовме хиперинфлација, односно високи инфлации, видовме дека понижување на национален план брзо ќе доведе до и губење на национален суверенитет ќе доведе до губење на енергетски суверенитет, например, економски суверенитет, видовме дека не знам, навлегуваат компании од други држави, македонските бизнеси дека страдаат, дека македонските енергенси не се користат странски. Значи тоа беше се покажа, губиш дека не е само некоја козметичка промена тоа што грците го бара, сменете го името, и ќе додадеме едно зборче тука таму и готово, веќе ништо не врчкаме, понатаму си терате слободно. Не, се покажа дека тие кога бараат подчинување, бараат целосно подчинување, full spectrum. Дека не е тоа, дека тоа е само еден символичен гест кој што ја отсликува новата суштина дека ти веќе не си суверена држава. Дека се доведуваш во ситуација ако нешто малку претнеш, утре дојде друга власт, да речеме Грција да може да ја затвори границата за јаглен утре или за газ и да не можеш енергетски да функционираш. Тоа е тоа што они го имаа зацртано за нас. А дополнително, нели, што
националниот идентитет и понатаму требаше да се видоизменува според нивните планови. Добивме вето, од грчкото вето го заменивме со француско вето, че уште посериозна држава. Француското вето го заменивме со бугарско вето на теми кои што успеат да ги спровоцираат дури левата опција во Македонија. Значи, дури кај нив се најде одреден квантум на луѓе, па се одцепија, па кинеа книшки, па напуштаа, нели, од Црвенковски па надолу, нели? Дури и тие успеа да се вознемират. Книшката број 1, како беше на времето. Така да, еве се покажа дека тоа апсолутно не е начин да се изгради стабилна држава која што ќе има добри односи со соседите. Ние дури сега имаме драстично полоши односи со Бугарија, неголи пред да почнеме да се помируваме со нив. Така нормално ќе те видат дека правиш отстапки, дека попушташ, нема кој нема да ти се качи на глава. За да живееш нормално со комши, со соседи, у зграда, во село, на улица, било каде, за паркинг место, па ако те видат дека попушташ, па дома ќе ти влезат, а не пак за суштински работи. Што мислиш, дали либералната елита во Македонија се плаши од вистинска конзервативна револуција, можам да ја наречам? Имаме елита либерална ние во Македонија. Тоа е многу јасно. Токму добро ги дефинираше ти претходно каде се и кој се. Дали се плашат од една конзервативна револуција? Тие имаат еден пристап на ароганција кон десницата, дека тие се кадрите од УКИМ, кадрите од академиите, од администрацијата, дека само тие можат да владеат, да управуваат со државата до никаде и лошо беа научени, дури кога ВМРО на власт, знае некогаш да кооптира дел од нив. Не сите нормално, но знае да имало ситуации, кога па и од десната опција се настапувало со комплекс на пониска вредност, па барале мислења, совети, пајдале во несвест пред нивните тие замислени величини. Во пракса се покажа. Геополитичките експерти, големи стратези, професори, автори на сите договори, им се даде 7 години да спроведуваат се што имаа зацртано, нивната теорија дека со отстапки кон еден сосед, сите други ќе не почитуваат, брзо ќе влеземе во ЕУ, во НАТО, видовме во кој индек не доведаа. Многу посериозен идентитетски спор, со многу поголеми држави добивме вето, а не го решија проблемот дури ни со Грција и ни ЕОД не видовме. Значи се покажа дека оваа опција која што ништо не знае, деснава, која што се кецароши, како на вика чисто пати, да. Не бањати. Се покажа дека инстинктивно сме во право. Ева, дури да не било тоа седнато геополитички обсмислено кисинџеровски, јасно не било што ќе се случи. Мислам дека многу добро сме ги предвиделе последиците. Економски политики, мислам, не треба ни да се размислува, не треба. И во секој мандат на ВМРО, мислам дека разликата е повеќе од очигледна. Внатрешните етнички односи, не знам, левицата знае да каже дека во нивно време се добри се така што на крај ќе добијат резултат, 2/3 од владата да биде Добро, да. Тие прогресивни левичари во ликот на СДСМ обично владите ги прават како племенски совири, нели? Директно тет договарање со Петко, со Станко и буквално како совет на поглавици. Тоа го прават. Ајде малку потврли на сите полени. Да, ајде малку да проговориме за тебе лично. Познат си како некој кој што често оди контра главниот наратив, знаеш. Толку е тешко да се остане свој во еден медиумски простор каде што често владее конформизам. Па види, спомнавме сега и некои медиуми, спомнавме и некои политичари. Види, многу е страшно да минува страна, мислам, тоа е навистина, не знам што треба да се случи за да Јас би се срамил само од себе. Така. Значи, навистина си делал и репресија и добро и лошо, да речеме, со некого за идеали, секако си во јавност, на јавен терен, кога си излегол, секако можеш берем да го кажеш тоа, дека го правиш од идеолошки причини, и сега да ги прифатиш, не знам, аргументиве на сите други, тоа што си викал до сега дека е бело, да кажеш сега дека е црно, една по една работа да отстапуваш, да се откажуваш, мислам. Како да се откажуваш само од себе. Да. Тоа и во една друга емисија го коментиравме со еден гостин дека и многу познати имиња, така наречени бардови во македонското новинарство на
стари години, условно кажано, толку лошо изгледаат и се глупираат, што нешто ние споредби кои ќе ги направиш кој бил и што бил и сега веќе тотално го менуваш мислењето за тие луѓе. Тоа е смрт со 1000 резови, барем да го направиш барем веднаш одеднаш, па да не знам, да добиеш нека јака функција, па да си мирен, така. Умри машки, како викаат, нели? Секојдневно да го правиш, значи да го одработуваш тема по тема по тема. Кога веќе ти има со огромен минат труд претходно, навистина е страшно. Ајде, Данила ние ни познававме претходно, па да, окей, барала мандат преку една политичка опција, утре ден да се сврте, одиде на друга политичка страна. Окей, не ни била некој фактор. Добро, сега има политичка партија, нели, дури 1000 гласови освоја на парламентарните избори. Да. Кажи ми, што е тоа што денеска те мотивира најмногу? Идеалите или потребата од вистина, да речеме? Па, би рекол, во моментов конечно шансата, нели, да речеме до сега ние бевме во нека дефанзивна опција. За време на шарената револуција предупредувавме, јас, нели, сам тие голем број истомисленици на опасностите кои што може да произлезат од таа лудачка авантура во која што не втурна. И мислам дека сме во голема мерка, нели, предупредувањата беа оправдани, значи сепак, нели, доживеавме, да речеме, главната организација на која што предупредувавме лично преседателот на САД и најбогатиот човек на светот со штрафцигар да ги отштрафат буквите од зградата. Мислам дека тоа е една таква, да речеме, врвна, да речеме, само исполнетост во животот. Сега, нели, постанува таа огромна штета која што беше во меѓувреме направена. Имаме шанса да санираме одреден дел од неја. Нема да биде лесно, таа јасно, мислам. Да, токму тоа сакав да те прашам. Одлично кажа, најголемите катастрофи предоста се направени токму таа либерална елита. Што очекуваш од актуелната влада? Ќе не врати ли во колосек? Има ли надеж? Има ли светлина како на крајот од тунелот? Нели, сама по себе можеби ќе можеше нешто да постигне, не знам до колку. Во моментов имаме, да речеме, еден стек на глобални околности, кои што даваат малку повеќе надеж дека можеби ќе успееме и малку повеќе да постигнеме. И навистина да ја санираме штетата од изминатите 7 или 30 години, како и да ги броиме. Така да има, да речеме, одредена надеж, зумерен оптимизам, јас би рекол. Одлично. Времето толку брзо ни помина во разговорот Цветин, но секако нема тука да завршиме со оваа емисија на ова место. Сигурно повторно ќе те повикам да бидеш гостин и ќе ми биде многу драго да бидеш гостин во еден здив. Те слушав, се надевам дека беше тоа интересно и за сите наши гледачи. На крајот од емисија мене ми останува да ти заблагодарам што беше гостин. Си човек кој што држи до својот став, држи до својот принцип, држи до своето политичко убедување и со тек на времето тоа се покажува дека е можеби правилно. Би ти посакал да продолжиш така, голем успех ти посакувам професионално, голем успех исто така ти посакувам и приватно, и се гледаме некој друго издание каде што повторно ќе говориме на слични теми. Секако благодарам за поканата и поздрав до слушателите на Проверитас. Ти благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, тоа беше 9-то издание на емисијата Проверитас. Се надевам дека уживавте. Не заборавајте да не следите на YouTube и на сите останати мрежи, да стиснете subscribe и да помогнете во борбата за вистината. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.